Учениците денеска се вратија во училишните клупи после година и половина онлайн настава. Средношколците повторно се на улиците, а во училишните дворови одново се враќа вревата. Училиштата ги пречекуваат учениците според протоколите за заштита од COVID-19, а за првачињата се организираат и свечени приеми. Приемот на учениците се одвива под посебни и строги протоколи за заштита од коронавирусот, со мерење на температура и дезинфекција на влезот од училиштата. Годинава наставата ќе стартува со физичко присуство во училиштата и покрај лошата епидемиолошка состојба во земјава. Највозбудени беа денеска првачињата, за кои денеска стартува една нова образовна приказна. И покрај предизвиците и ризикот од корона пандемијата, родителите се децини дека најдобра едукација за нивните деца е онаа во училишните клупи. Така е, денеска, скоро после една година цела, вратите на нашите училиште се отворија за прием на учениците. Какво беше доживувањето? Прекрасно, и за децата беа радосни, исто и ние се радуваме што местото на децата е секако во училиштето. Што се однесува до протоколите, секако, оти го следиме протоколите и планот за изведување на настава со физичко присуство. Значи, денеска стартуваме со настава со физичко присуство. Се што е предвидено во протоколите во смисла на дезинфекција, набавка на дезинфекција, дезинфицирано е, значи, школото, секој ден ќе се почитуваат во врска со хигиената, со отварање на прозори, носење на маски, почитување на дистанција и така натаму. Така да немавме некои проблеми, имавме добра организација, имаме влезови три во училиштето уствари, три во училиштето, со распоред каде влегуваат едните, од каде излегуваат другите деца, така да немаше никаков проблем. Од Министерството за здравство пак најавуваат две можни сценарија за текот на училишната година доколку се влоши епидемиолошката состојба. Целосна настава во далечина или комбиниран модел. Одлуката ќе ја донесат епидемиолозите заедно со Министерството за образование и наука, а ќе важи за секое училиште поединечно.